Драги ученици, со претходното видео стекнавме знаења за отворената и скршена линија, кои лесно ќе можеме да ги надоградиме. Денес повеќе ќе обрнеме внимание на затворената и скршена линија, односно ќе започнеме со најосновната геометриска рамнинска фигура триаголникот. Ви предлагаме внимателно да го проследите видеото. Да се навратиме на искршената линија. Ова искршена линија е составена од две одсечки и една заедничка точка. Додека оваа искршена линија е составена од три одсечки и две заеднички точки. Заедничко за двете искршени линии што и двете се отворени. Меѓутоа, разликата е во тоа што оваа искршена линија можеме уште да ја направиме и затворена искршена линија, бидејќи ако крајните две одсечки ги споиме во една заедничка точка, тогаш ќе добиеме затворена искршена линија, што не може да го направиме со оваа искршена линија која е составена од две одсечки. Што значи, за да имаме затворена искршена линија, треба да имаме најмалку три одсечки. Како што рековме, ни требаат три одсечки, од кои што ќе составиме затворена искршена линија и ќе ја добиеме рамнинската фигура триаголник. Триаголникот е рамнинска геометриска фигура, која што е составена од три одсечки, кои уште се нарекуваат страни на триаголникот. Понатаму има три темиња, односно тоа се трите точки во кои што се спојуваат страните од искршената линија, или во која се среќаваат страните од искршената линија, и имаме три агли во внатрешниот дел на триаголникот. Затоа и самото име триаголникот го носи според бројот на аглите што ги има. Три агли, три аголник. А сега малку повеќе ќе ги разгледаме триаголниците од аспект на должината на нивните страни. Исто обоените сламки од кои е направена фигурата означуваат иста должина на одсечките, а различно обоените сламки означуваат различна должина на страните на триаголникот. Но најпрво ќе започнеме со триаголникот кој е составен од одсечки со иста должина. Сите три страни на триаголникот се еднакви по должина и овој триаголник, бидејќи има страни со еднаква должина, уште се вика рамностран триаголник. Триаголникот можеме да го именуваме темињата на триаголникот, односно она правило што важеше дека точките се обележуваат со големите печатни латински букви, важи и тука. Темињата на триаголникот ги означуваме со големите латински букви. И овој триаголник го именувавме како триаголник ABC. Доколку една од страните на триаголникот ја замениме со одсечка која е помала од останатите, како што е во примерот, тогаш ќе добиеме триаголник на кој што две страни се еднакви по должина, меѓутоа оваа третата е малку пократка или во други случаи може да биде подолга, како тука. Но како и да е, оваа страна која што е со различна должина од останатите две, уште се нарекува основа на триаголникот, а другите две страни кои се со еднаква должина се нарекуваат краци на триаголникот. Што значи, оваа страна која што е подолга во овој случај е основа на триаголникот, додека овие две страни кои се со иста должина се нарекуваат краци на триаголникот. И сега да ги споредиме според должината на страните триаголниците. Равностран триаголник, рамностран, рамни по должина се сите три негови еднакви страни и затоа го носи името рамностран триаголник, рамнокрак триаголник, бидејќи има два краци кои се еднакви по должина, за разлика од основата, и триаголник на кој што сите страни се различни по должина и го носи името разностран. Разни страни со различна должина. Според страните, триаголниците можат да бидат
равнострани, рамнокраки и разнострани. Сега малку повеќе внимание ќе посветиме на аглите во триаголникот. Во триаголникот имаме 3 агли. Кај рамностраниот триаголник, трите агли се остри агли, односно тие се помали од правиот агол. За тоа да го провериме, иако е премногу очигледно, сепак ќе земеме шаблон на прав агол, тоа е всушност овој агол на линијарот, и ќе се обидеме да ги сложиме страните на триаголникот со страните на правиот агол. Ќе видиме дека оваа страна лежи на страната од правиот агол, меѓутоа оваа страна на триаголникот е во полето на правиот агол, што значи овој агол тука е остар агол. И такви се сите 3 агли на триаголникот. И овој, и овој. Што значи? Равностраниот триаголник има 3 остри агли и тој според аглите го нарекуваме остро аголен триаголник. Остроаголни триаголници уште се рамнокракиот триаголник, значи можеме да имаме рамнокрак триаголник на кој двата краци се еднакви по должина, а основата е различна, меѓутоа сите 3 агли внатре во триаголникот се остри. Тоа е премногу очигледно, не мора да измериме на правиот агол, но сепак еве да видиме како тоа всушност изгледа. И овој триаголник е остроаголен триаголник. Остроаголен триаголник уште може да биде и триаголник на кој што сите 3 страни се различни по должина. И сега, ако го погледнеме триаголникот, можеби нема да сме сигурни за овој агол тука, дали е прав или остар, но тоа може да го провериме со шаблонот. Па ако го поставиме на шаблонот, ќе видиме дека всушност и на овој триаголник сите 3 агли се остри агли. Што значи? Остроаголен триаголник може да биде според страните равностран, равнокрак или разностран триаголник.